Te faleminderit kryetari i Kuvendit, të nderuar kolege, почитувани номинирани кандидати за нови министри. Во политиката секој чин има символична вредност која ја кажува вистината пред таа да биде искажана со зборови. На овој начин започна и ова реконструкција на владата. Сценографијата на денешната собраниска седница веќе претходно беше поставена. Новиот состав беше најавен, ресорите беа поделени, политичката математика завршена, но се чекаше Охридско лето да биде отворено од министер во заминување, но кој се вклопува во шаблонот на ВМРО ДПМН дека е ист како нас. Или не е различен. Детал преку кој, користејќи го јазикот на надмоќта, се покажува кој треба да биде лице на државноста, културата и традицијата, а кој треба да остане во чекалната на коалицијската подреденост. Станува збор за владина поставеност во која другиот глас е прифатлив само додека не бара реално учество во одлуките. Партнерството е пожелно додека е подредено, а државата се замислува како сцена на која главната улога секогаш мора да и припадне на истата политичка матрица. Пред нас е распоред на влијание што не произлегува од признание за грешки, ниту пак започнува со отчет на сработеното, со анализа на резултати, со диагноза што не функционирало и со план како институциите ќе станат подобри. Имаме кадровска кореографија поставена врз нова мапа на контрола и концентрација на одлучување. Милуваат ова да го наречат нова енергија, но енергија без инклузивни вредности завршува во самоволие, чија цел е коалицијските партнери да се сведат на протоколарна присутност, а секоја плуралност што не се вклопува во тесниот поглед да биде дисциплинирана или декоративна. Почитувани, демократската власт кога реконструира, прво објаснува. Авторитарна власт кога реконструира, прво преместува. Едната бара одговорност, другата бара послушност. Ребалансот не е тема на денешната расправа, но е контекст што не смее да се игнорира. Дефицитот се зголемува од 3,5 на 4,1% од бруто домашниот производ, а за половина година е потрошен 115,9% од првичниот планиран годишен дефицит. Во овој фискален амбиент, новата енергија служи за покривање на финансиската нервоза. Кога се крати во развојните буџетски ставки, а влијанието се прераспределува, реконструкцијата станува прашање на тоа кој ќе ги контролира паричните текови. Најасно тоа се гледа во системот во кој секој денар значи лек, терапија, операција, термин и човечка надеж. Се намириса над 300 милиони евра и одеднаш стана важно тие пари да не останат под контрола на некој што е различен. Вистинската моќ за него не смее да биде достапна. Кадровските решенија за кои расправаме денес се само статисти во сценарио за враќање на територијата под своја командна вертикала, односно ВМРО ДПМН да ја приближи касата до себе. Се продолжува со логиката што ја видовме при реорганизацијата на државната управа. Тогаш под зборови како рационализација и функционалност, дел од ресорите што политички и символички се перципираа како албански беа преобликувани или развластени. И по 2 години суштината остана иста. Различноста да биде присутна, но не и влијателна и рамноправна во одлуките. За жал, ова е современа форма на мајоризација, кој не мора да биде изразена со груб јазик. Доволно е институционално да ја остави различноста без реална системска тежина. ВМРО дојде на власт со националистички наратив дека државата била земена од други, од различни. Реториката се обликуваше во антикорупцијската облика, но често носеше етнички подтекст. Наместо прецизна одговорност за конкретни злоупотреби, се создаваше чувство дека цела една заедница е проблем. Се произведуваше политичка стигма. Наместо секој што злоупотребил функција треба да одговара, се наметнуваше порака дека одредена етничка присутност сама по себе е сомнителна. Денес го гледаме вториот институционален чин. Од приказната дека тие зеле државата, се преминува кон практиката сега ќе се знае кој владае.
Во такавата логика еден етникум се третира како публика на која треба да и се докаже доминација врз другите етнички заедници, кои како актери во владината коалиција треба да бидат доволно присутни за сликата да изгледа европски, но не доволно влијателни за одлуката да биде навистина заедничка. Додека се случува ова, партнерите на ВМРО се однесуваат само како нотари на сопственото потиснување. Европската приказна е најголемиот тест на ова лицемерие. ВМРО ДПМН со години шири сомнеш кон европскиот процес. Европската интеграција ја представува како уцена, диктат, понижување и закана за идентитетот на моите почитувани сограѓани македонци. Но ова не е само домашна политичка игра. Европскиот парламент веќе предупреди дека во регионот растат хибридни влијанија, дека странски авторитарни центри користат политички, медиумски и економски канали и дека проектите како Српски свет, како и влијанието преку Белград, Москва и Пекинг не се невини културни симпатии, туку геополитички механизми што ја оддалечуваат Северна Македонија од европскиот пат. Евроскептицизмот на ВМРО создаде празен простор, кој во геополитичка смисла не може да остане празен. Ако тој простор не го пополнат европските правила, го пополнуваат корозивни кредити, нетранспарентни партнерства и регионални проекти што ја гледаат нашата држава како периферија на авторитарни влијанија. Оваа епизода ја преживеавме со унгарскиот кредит. И сега погледот на власта се врти кон вториот пензијски столб, каде се акумулирани над 3 милиарди евра приватна пензијска заштита на граѓаните. Почитувани, од финансиска зависност до идентитетскиот страв, матрицата е иста. Кога нема инклузивна визија за иднината, доминантната партија произведува чувство на загрозеност. Ако за економијата се бара спас во лесни пари, за европскиот пат се бара изговор во идентитетот. И овде е една од најдлабоките неправди кон моите сограѓани македонци. Владата им сугерира дека нивниот идентитет е толку кршлив што може да се распадне со една уставна реченица. Дека внесувањето на бугарите во уставот е културна капитулација. Тезата дека македонската посебност мора да се чува со страв, а не со само доверба, представува потценување на неговата сила. Јас сум албанец и токму затоа ова го кажувам со длабока почит. Верувам во македонскиот културен израз како живо ткиво создавано низ генерации. Верувам во историската упорност на моите сограѓани кои поминали низ многу поголеми бури од една европска преговарачка рамка. Европската унија не е машина за асимилација, ниту простор во кој малите култури исчезнуваат. ЕУ е сцена на која посебностите стануваат повидливи, јазиците добиваат поширок одека, културите се среќаваат без да се поништуваат. Оваа реалност ја разобличува манипулацијата на ВМРО ДПМН. Наместо да кажа дека македонскиот идентитет е доволно силен за Европска унија, вела дека ЕУ е во опасност за идентитетот. Почитувани, авторитарната политика секогаш има потреба од страв, бидејќи само на тој начин може да ја оправа концентрацијата на моќта. Без поделба на вистински народ и сомнителни други, не може да ја исклучи различноста. При тоа, секоја разлика станува проблем, независно дали е етничка разлика, политичко несогласување, културна посебност, критичко мислење, независен глас, европски компромис, синдикално барање, медиумско прашање. Се што не се вклопува во тесниот поглед на ВМРО ДПМН се третира како непријатност што треба да се замолчи, исме, подчини или протоколарно укроти. Демократијата, напротив, е широка куќа. Во неја има место за несогласување, за критика, за културна разноликост, за социјална правда и за институции што не и припаѓаат на ниту една партија. Зрелата држава не се плаши од својата општествена сложеност, туку ја организира правично. Несигурната власт ја претвора многу гласноста во ризик, затоа што не знае да владее без доминација. И овде доаѓаме до темата за правичната и соодветна застапеност. Суштината е довербата кон државата дека не е туѓа за никого и секоја институција не е затворен клуб на мнозинството. Идејата е различните граѓани да имаат реално влијание врз јавниот живот, но законот за правична застапеност заглави за жал во собраниските процедури. Ова е новата реалност
и новата реконструкција не е ништо само еден нов театар за добивање.